Представниците на откупно-преработувачките предпријатија за ориз на средбата со заменик министерот за земеделство Трајан Димковски беа воздржани за висината на откупните цени. Ке чекаат да почне новата жетва за да се види квалитетот и приносите на овогодишната реколта. Истакнаа дека се соочуваат со драстично зголемени трошоци за сушење и преработка на оризот, особено поради енормно високите цени на струјата, натрупаните залихи ориз од минатата година и неконкурентните цени за извоз. Факт дека струјата, ако 2000 евра сме плакали струја, сега сме на 10. На нас сето тоа ни влијае на крајниот производ. Не можеме и тоа да си го наплатиме скапо. А сепак Отворен Балкан нуде нешта кои што можеме да ги оствариме. Не дай Боже ние да застанеме, да не откупуваме. Тоа им го кажа. Ние ако застанеме, ќе се случи како од некои други пипери, грозие, ќе има арпестурање во река. За жал е така. А никој кај нас што сме тука на маса не можеме да ја издиктираме цената како они што викат вие диктирате цената. Оризот од Мјанмар кои што се стари количини, значи бугарите ја злоупотребуваат положбата у Европската унија, а и си и на самите наштетуваат. И тие имаат оризопроизводство. Имат и тие 12.000 хектара. И добри производители се. Вчера имаа протести и тие, сите тие кои што работат зрнести производи и тие имаат истите проблеми. Значи, проблемите не се само наши тука, проблемите се на светско ниво. Согледувајќи го сегашното движење на цените на домашниот и на странските пазари, откупувачите истакнаа дека максималната цена што би можеле да ја понудат е околу 26 денари за килограм арпа. Тоа сепак ќе зависи од сортата, квалитетот на зрното, односно влажноста и количината бел ориз што ќе се добие по лупењето. Пред све кај нив е една неизвестност во за каква ќе биде жетвата, значи додека комбајните не влезат и не се види со колкава влага, рандеман и слично. Она клучното можеби за сите што не интересира и за оризопроизводителите е дека сепак генерално цената ќе се базира на квалитетот, на влажноста, бидејќи има влажност доволно висока на почетокот, тоа и како зависи за цената на сушењето во сушарите, тоа кое што треба да се однесе, така да рандеманот и квалитетот, влажноста ќе зависат и како на влијание на цената. Она што едно оптимистичко, ако може да кажам, дека сепак се очекува оризот кој што се произведува кај нас да ги задржат пазарите, иако доста мачно, како што најавија, бидејќи спомена дека од надвор има големи увози со бродски, да кажам така, контейнери, односно со бродски товари влезено доста оризот, но таа е некоја реалност. За идната недела е најавена заедничка средба на представници на земјоделците и на откупувачите, на која Министерството за земјоделство ќе посредува за постигнување меѓусебна согласност и договор за цените по кои ќе се откупува новото производство.